На 24 и 25 юни се одржа 10-то традиционално рели од Штип до Плачковица. Организатори беа офроуд клубовите Астиво Екстрим и Хамачи Екстрим. Уште од рано утро организаторите ги регистрираа пријавените и им делеа маички и доручки. Учесниците ги вршеа последните подготовки и проверки. Секако овде е и специјалната опрема. Мотоциклите пристигнаа на посебни приколки и требаше да се растоварат. Гостите од другите градови полека пристигнуваа. Особено атрактивно беше пристигнувањето на екипите на Охрид и Кичево. Градоначалникот Благој Бочварски ги поздрави организаторите и учесниците, искажувајќи ја поддршката од општината. Денеска во општина Штип на големо задоволство
и мое и на ова голема група на луѓе се организира настан кој што офроуд настан кој што стартува овде од Штип, па ќе заврши на Плачковица во Вратешка, така што драго ми е што има голем број на надпреварувачи, учесници од повеќе градови од Република Македонија, но и учесници има и надвор од Република Македонија, така што општина Штип дава подршка на вакви настани кои што ќе бидат организирани со цел одредена категорија на луѓе кои што сака да организира спортски манифестации и настани да излеземе во пресред, така што продолжуваме во соработка и со оваа категорија на надпреварувачи на наши сограѓани, но и со сите оние кои што сакаат да организираат спортски настани од било каков карактер на територијата на општина Штип, но и со подршка за оние кои што ќе учествуваат надвор од општина Штип на било какви спортски настани. Организаторите направија се за успешно рели. Мило ни е по 10-ти пат да го одржуваме офроад рели Плачковица. Мотоклуб Офроад Штип е пионер во офроад дружењето со джипови, мотори, кросови, атевиња. И се надам дека ова година ќе биде успешна како и претходните и дека нема да има никакви инциденти и проблеми и се надам дека времето ќе не послужи. Сакам да ги поздравам сите учесници кои учествуваат на овој офроуд настан. Исто така голема благодарност до општина Штип која е спонзор и се заблагодарувам и на другите спонзори. Значи имаме луѓе од цела Македонија, од сите градови на Македонија. Исто така за прв пат оваа година имаме од Бугарија и од Албанија. Се надеваме дека оваа дружба ќе продолжи и понатаму, дека ќе можеме да присуствуваме на сите офроуд настани, бидејќи ова не е само од надпреварувачки карактер, туку голема е дружбата на сите луѓе што учествуваат во ова. Имаме гости од Охрид, Паланка, Скопје, Кичево, Косово, Бугарија, Софија. Се надевам дека до година ќе имаме и од некои други држави во суседството. Гостите беа задоволни од пречката. Ова е 10-то штипско рели од кое ние учествуваме на второто и се надевам дека ова традиција ќе продолжи, ќе присуствуваме на секој организирано, на секој штипски ваков организиран настан, затоа што не е само адреналинот во прашање возењево, најмногу мене ме привлекува гостопримството на овие луѓе, на штипјани, топли другари, идат кај нас во Охрид, се дружиме. Се надевам дека денес ќе поминеме добро и ќе не послужи времето, ќе биде врнежливо, нема да има прашина многу. Јас сум од офроуд клубот Осогола од Крива Паланка. Ние 10-та година учествуваме со другарите од Штип, дружиме се. Надевам и оваа година ќе биде добро и ќе се дружиме како и секоја година. Ние сме од офроуд лудаци из Летово Пробиштип и се надеваме дека ќе си поминеме и оваа година убаво. Па натамо што да е Господ со здравје, со убаво, да тераме. Јас сум Ѓоко Бабунски, доаѓаме од Скопје, председател сум на клубот Сан Сити од Сопиште. Па секоја година доаѓаме на релито, задоволни сме од организаторот, позитивна енергија, дружење, забава, во главном тоа е, авантура, адреналин 100%. Релито започна од пред новата пошта. Први стартуваа моторциклите, потоа наред беа джиповите.
Учесниците поминаа преку горно мало, центарот на градот, покрај плоштадот, градската црква, собранието, се до средното медицинско училиште. Таму следуваше теренот кој сите го чекаа, по ридовите и земјените патеки. Возеше низ недопрената природа и прекрасните предели.
беа и медицинскиот тим на првата помош и Црвениот крст. Се надеваме дека нема да има потреба од нив. Некои делови од патеката беа непроvodни за најискусните мајстори на 4 тркава.
Неизбежни са и дефектите, но изкусните автомеханичарски тимови секогаш наоѓаат решение за проблемите на патот. Продолжуваме по патот до пред селото Почивало, каде е предвидена пауза за ручек. Овде беше шанса и најмладите да ги покажат своите умешности за двоан. И делот кој беше на заварување и повторно образувато е комплетно. Секако треба да се покаже која машина е посилна и кој возач ја контролира. Организаторите овде ги послужија учесниците со вкусен ручек.
по-краткиот одмор продолживме кон планинарскиот дом Вртешка на планината Плачковица. Се возеше по сратовите, а и по тесните патеки низ шумата. Целта беше планинарскиот дом Вртешка. Овде учесниците го завршија денешното возење. Караджиите веќе привршуваа со својата работа, а и прасето имаше румена боја. вечера имаше вкусно гравче со колбаси кој ги чекаше гостите.
Како пуниш? Го завршивме првиот дел од релито. Успешно. Со мали потешкоти, неколку джипови остана дефект, али генерално се заврши добро. Се надеваме дека утре ќе биде уште подобро на денот кај што ќе има надпреварувачки карактер. Како што може да видите, има голема бројка на луѓе, се помина како што треба, во најдобри услови. Значи, најбитно од се на ова офроуд е да нема повреди на учесниците и се да биде како што да се заврши во најдобар ред. Сега моментално се дава вечера, па после имаме настап на музичка група. Забавата ќе биде до ноќните часови, а утре дента имаме трка која ќе се одвива во неколку категории, ќе се одржува со крос мотори, АТВ, УТВ и джипови. За истото ќе бидат доделени награди и благодарници од страна на Хамачи и Астиво Екстрим. Денешната стаза беше околу 75 километри. Рутата се одвиваше од Доилето, потоа се помина Промаја, градската црква, собрание на град Штип, медицинско училиште. Натаму се одвиваше по нерамен терен, по села Плачковичките села. Јас сум од Кичево, Лаврин Белију, од клубот Офроуд Кичево. Денеска поминавме многу добро, имаше дел од стазата што беше малце поекстремна и дел што беше малце помека. Убаво поминавме, организацијата беше топ. Благодарност на председателот на Офроуд Штип. Доаѓаме веќе 9 пат на овие терени. Дружењето е одлично, организацијата е одлична, организаторите се добри домаќини, добро организирано. Им благодариме на поканата. Воедно ќе искористиме оваа емисија да поканиме и да дојдат они кај нас на 14.7. во Сопиште, пошто и ние организираме. Дружењето е добро. Све во све, организацијата е супер. Браво за организаторите. Значи стазата беше добро, све уред. Значи имаше екстремни делови на стазата. Имаше доста делови, значи со екстремни работи за мотори, за се имаше. Значи стазата беше спремна за секој вид на 4x4 возило. Значи со мотори со на 2 тркала и со 4 тркала. Јас сум Бојан Тодоровски, доаѓам со мојот татко и со мојот братичет кој имам 13 години. Идеме почесто на вакви трки со джипови, кои многу ми е интересно и многу ми се допаѓа тоа. И кога ќе пораснам, сакам да имам джип, некој мотор кој ќе учествувам во вакви трки. Колку време возиш? Возам од 10 години кола и од 4 години мотор. Секам Мартин Завковски, имам 16 години, учам во школото Валатасиски, возам мотор и оваа трка премногу ми беше добра со мојот братучет и татко му на Боки. Дружење покрај огнот и музика во живо приврши оваа прекрасна вечер.
priča sve što mi je najbolnije. Nikom na svijetu kao meni nije, liju mi teške novembarske kiše, a ti ne pitaš kako mi je, jer ti nisi ti više. Наредното утро сите се подготвуваа за надпреварувачкиот дел од релито. Сите беа собрани на патеката која ја оценија како одлична. Се надпреваруваа во повеќе категории. За джипови имаше две категории, до 2500 кубни сантиметри и преку 2500 кубни сантиметри. За моторцикли имаше три категории, до 250 до 450 и преку 450 кубни сантиметри. Исто така имаше и категории АТВ и УТВ. Случи една мала несреќа. Еден од джиповите се преврте, но благодарејќи на присебноста на возачот и совозачот помина без посериозни повреди, но медицинскиот тим секако беше спремен. Трката продолжи по предвидениот распоред и на задоволство на учесниците.
крајот беа прогласени победниците, а Хамачи ги награди најдобри. Во категоријата за моторцикли, во сите три категории, за прво место имаше 2 надворешни гуми, 1 литар масло и спреј за ланец. За второ место следуваше кацига, 2 внатрешни гуми и 1 литар масло. За трето место 2 внатрешни гуми, 1 литар масло, ракавици и спреј за ланец. За АТВ и УТВ за прво место следуваше кацига и 3 литра масло. За второ место 3 литра масло, ракавици. За трето место 3 литри масло. Во категории за джипови за прво место следуваше акумулатор, за второ место 5 литри масло и филтри и за трето место 5 литри масло и филтри. Второ место, Тони Димитровски. Препърни си сам на сметка понеделник, награда, колко мисли. Па най-ето плача, Кичево. Затвори да врат от кода. Treba osjaviti prvo, a nećemo ne pare da izlaze napolje od država. Ti onako koristiš te gore, no ovo će da osjeti.